Добра цена има, но нема бостан. Вака од прилика може да се представи годинашната ситуација со струмичкиот бостан. Во екот на бербата, производителите од подбеласичките села каде растат највкусните лубеници велат дека тоа што нема константна цена и откуп е најголем проблем, но и најголемо разочарување. Затоа го намалиле производството. Па е добро. За година динар го даваме и го фрляваме. Сега колку толку. Времето е кризно, пари нема. Јас сакам да купам нешто, кога немам пари, дек да одам. Тако е времето. И арно, задоволен сум. Колку толку. Се намалува ли производството на бостан? На цело. Нема народ, нема кој да работи. Нема, јас оваа година и крај. Не работам. Фамилијата цела избега, јас само останак. Сега и трактор продавам и јас заминувам. Нема. А таа година имаше цена, малку се родишли, значи никако не. Џабе, едно ако има друго фалят, така да... Земјделието нема што да кажем. Пропаѓа земјделието, ама таква, додека остареем, додека дојдем в пензија, ќе работим, после ќе се откажаме се. Сега тие години, еле малку таа година мрдна, малкичко, ама това е, как да каже човек, ама да крене, като кажам да се крене, откупни пунктове на сред има реални преко државата, так изплатува, тука сме чисти, да не заглавуваме и тогава ќе се турне некој ред на живот. А иначе така, това е дека фане, дека не фане, ништо, експлоатација. Намалува ли се производството на бостан во Намалува се, да, намалува се, Колешино, ние там под горите сме тука, посебно со бостан. И земјоделските здруженија, но и подрачното Министерство за земјоделство се согласни дека производството на бостан е десеткувано. Жителите на Подгоријата велат дека нивите се поретко се засадуваат со бостан. Разочарани од долгите години ниски откупни цени, наместо бостан нивите остануваат празни. Пред 10 години во Струмичко се садеа помеѓу 1500 и 1800 хектари со бостан.